Социјалните мрежи се и уште долго време кај нас ќе останат главното оружје за јавно препукување во пресрет на изборите, користејќи говор на омраза и лажни вести, како најбезбеден начин без сериозни санкции за напад на спротивната страна и манипулација на граѓанките и граѓаните. Но иако невидливи, сајбер нападите се покажа како одлично оружје во пресрет на изборите. Што се сајбер напади? Како тие влијаат врз работата на медиумите? Какви комерцијални, медиумски и политички импликации може да имаат во предизборниот период, беа прашањата што Цивил ги постави на панел дискусијата Сајбер напади предизборно оружје. Повод за панелот беа зачестените сајбер напади врз интернет медиумите во предизборниот период. Меѓу медиите на сајбер напади се и Слободен печат, Цивил медија, како и низа други интернет медиуми. Токму за неотамничниот сајбер напад врз серверот на Слободен печат зборуваше Сашо Јордановски на панелот на Цивил Сајбер напади предизборно оружје. Ние инсистиравме МВР да се изврши овој пат работата и се надам дека нешто и работи. И пак ќе кажам, не се работи тоа за Слободен печат. Второ, една од тие компании кој што е една од главните IT компании во Македонија. Јас не го кажувам името намерно, бидејќи се надам дека постои истрага, но таа компанија, ако е недоволно отпорна, а јас бидејќи релативно ги познавам нивните капацитети, би било многу големо чудо да се они неотпорни на таков вид на напад, имаме исто така многу голем проблем. Бидејќи таму би требало да е предпоставката дека седат луѓе кои два пати повеќе обрнуваат внимание отколку некакви, што ја знам, државни службеници во крајна линија кои што се задолжени за, а кои што исто така имаат важни задолженија. Така што сакавме да направиме еден преседан, јас затоа пишав и колумна за тоа, затоа што одлучите излезеше на крајот на кришта, затоа седам и овдека денес. Не е работата за Слободен печат, не е работата утре ќе биде слушен, не знам, Сител или ќе биде слушен, што знам, Курир. Работата е што кога ќе биде слушена енергетската компанија или водоводната компанија или пензискиот фонд или државната изборна комисија, последиците ќе бидат огромни за организирана група, бидејќи тоа правено од 5 адреси во исто време. Како објави Слободен печат во тој секунд престана нападите? Значи како изгледа со соопштение во петокот, колку часа беше тоа, во тој секунд престана нападите. Што за една истрага може да биде занимлив елемент околу тоа како е правено. Ирвин Климента, веб-девелопер во Елами, зборуваше за своето искуство со сајбер нападите, особено нападите врз Цивил пред неколку години. Имавме илјадници прегледи дневно, што е во ред кога се распространети во 24 часовен период од еден ден. Но серверите кои што тогаш ги имавме не беа спремни да издржат било некој поголем DDoS атак. Тогаш се сеќавам не само што го бутнаа серверот, туку и нашата компанија која што ги држеше нашите сервери беше тотално спротивна од вашата, ни го избриша сајтот. И да рече, извинете, ние не можеме да издржиме напади заради вас, не плаќате доволно, поздрав. Среќа јас направив бекап од сајтот, зашто и тоа не го правя. Го вративме сајтот на друг сервер и буквално следната минута повторно почна нападите. Што од технички аспект значи дека некаде во некоја скрипта вашето URL, односно вашиот домеин е ставен и таа скрипта работи и ве напаѓа константно, додека нешто не се случи спротивно. Како што кажа и пред мене, да не навлагам во техничките спецификации на серверите и сето тоа, зашто не сметам дека сајбер напади се само напади од страна на DDoS, дали се MySQL, односно база напади, дали се brute force напади кон вашите юзернейм, например блогери користат WordPress најчесто, 30% од луѓето работат на WordPress. Знаат луѓето како да пробаат да хакнат таков сајт. Тоа секаде се случува, сите медиуми се под некој вид на напад, но што е помал медиумот, што е послаб, полесно е да се избришат тие гласови, полесно е тие напади да влијаат. Например и Facebook го напаѓаат цело време, но никогаш нема да падне, затоа што има толку многу сервери кои што се бекап и толку е моќен што едноставно не можете джим да се руши. На Јордановски на Климента се надоврза Филип Стојановски од Метаморфозис, кој даде еден преглед за тоа колку се чисти сајбер нападите во нашата земја, кој се е цел на овие напади и зошто тие се случуваат.
Нашата земја постои историја на сајбер напади врз веб-сајтови на медиуми и врз веб-сајтови на граѓански организации. Понекогаш тие граѓанските организации поддржуваат или основаат медиуми, така што не се сведува на исто. Но исто така имаме и историја на разни типови напади врз државните институции, кои што, како и врз банки, финансиски институции и слично, за кои што најчесто не се зборува многу во јавноста. Тоа е разбирливо од аспект на оние кои што се нападнати, не сакаат да бидат представени како жртви или како недоволно заштитени, особено кога се работи за институции кои што ги чуваат највредните работи, податоците, информациите или парите на граѓаните. Но сметам дека ова е сериозна закана и тоа не е само кај нас, туку и по светот. Кај нас може да идентификуваме два типа на сајбер напади кои што се најчести кај нас. Едните се директни хакирања од типот на одреден вебсайт или компјутерска мрежа е нападната со цел да се влезе во неа, да се искористат тие ресурси или да се направи некоја штета. Тоа, прво, таквото однесување е кривично дело, според нашиот закон повлекува и повеќегодишна затворска казна. Таквото однесување може да биде и дел од некаква поголемо криминално здружување, значи уште едно кривично дело, организиран криминал, злосторничко здружување. И исто така, нормално, за нашата држава е клучно граѓање на доверба во институциите, така што реагирањето во вакви случаи и во однос на другото кривично дело што го споменавте, говорот на омраза на интернет, и во однос на злоупотреба на компјутерски системи во било која форма е исклучително важно, бидејќи со тоа и на самите граѓани ќе им се даде до знаење и висината на опасноста, но и посветеност на државата за нивната безбедност. Активистот и блогер Јане Ѓорѓиевски зборуваше за тоа како сајбер нападите влијаат врз активистите и обичните луѓе. Како сајбер нападите на поголемите медиуми, да речам на традиционалните медиуми, делуваат врз поединецо, дали врз мотивацијата на поединецот да го искажува собственото мислење јавно преку своите профили на социјалните мрежи. Значи, кога слушаме, например, дека е нападнат еден слободен печат, кој важи за голем медиум, можете да замислите како се чувствува еден блогер, кој е индивидуа, незаштитен од никого, врз собствената сигурност и сигурноста и стравот кој што го има за да го искаже собственото мислење преку социјалните мрежи, а тоа значи е достапно на сите, значи тој фактички медиум. Мене во минатото ми се има случувано многу интересни работи, некои беа бенигни, хакерски напади на мојот блог од соседна држава, се во смисла да се каже дека не ми е доволно заштитен блогот, но имаше и буквално насочени напади кои интересно се случува секогаш пред изборите. Кога ние блогерите сме многу активни во тоа време. Сега, на секој останува дали ќе одолее на тие напади или дали ќе го совлада стравот или ќе продолжи понатаму. Но како против сајбер нападите? Што можеме да очекуваме и што можеме да направиме како заштита од истите? Ако во една држава имате напад, кој што нападнат индивидуа жртва, ако тврди дека е нападната има докази, особено ако има докази и тие IP адреси се потврдени дека доаѓаат од тие места каде што доаѓаат, тоа е на многу нивоа страшно, како што потенцираше Сашо, не само за медиумите, туку за самиот, ако ЕВН има плаќање онлайн.
ако се влезе во таа база, што спречува да избришат дека јас сум платил последните 12 месеци? Јас секогаш пакем онлайн, никогаш не сум бил не знам каде. Ама ако се избрише дека сум платил или ако се направи едноставно вајп на базата и немаат бекапс, ако ги избришат и бекапс, ако немаат посебен сервер за бекапс, зашо во Македонија не ме чуи? Реално немаме добри информатички структури во место. Не сум ги видел никогаш тие принципи да бидат воведени и добри информатички принципи да се користат во ретко дури во организации. Дури и во фирми, ретко кај нас се користат добри принципи за менаџирање на юзерс, на многу лесно се даваат пермисии на администратори на луѓе. Здраво, те вработуваме, еве ти администратор. Не, многу работи има што се направени во информатиката да спречат одредени ствари, но некои луѓе ги мрзе да ги користат, затоа што треба 10 минути повеќе да се посвети на тоа. Оние кои што се борат за слободата на изразување низ Балканот се мета на вакви напади. А истовремено знаеме дека често оние сили кои што се противници на демократијата понекогаш функционираат и координирано или си помагаат едни на други. Затоа, ако видиме во регионот, има низа ситуации во кои што баш волјата на граѓаните е пореметена, како да кажам, има обиди да се влие на јавните перцепции или на можноста граѓаните да го искажат своето мислење во еден демократски контекст. Прво со блокирање на пристап до информациите, но и со директни интервенции хакер напади. Необходно еден сеопфатен пристап. Веќе има чекори направено нашата држава во последниве години со воведување на нови стратегии, веројатно тие се дел и од градењето на безбедносниот систем и влегувањето во НАТО, но верувам дека ако го гледаме регионалното искуство, ние со влегувањето во НАТО нема да ни се решат автоматски сите проблеми. Ние мора да работиме како општество да се заштитиме. Исклучително важно да во вакви случаи брзо да се интервенира, да се направат сите можни мерки кои што ќе спречат вакви случаи во иднина, иако тоа може да биде многу тешко, бидејќи ако е дистрибуиран нападот, можеби и да не може веднаш да профункционира тој некој систем на меѓународна правна помош, како го викаат во обвинителството. Се пресели целата реалност на политичкиот и општествениот живот во голем дел во виртуелниот свет. И оно што владее со пораките, со динамиката, со офанзивата во виртуелниот свет, тој врши влијание во реалниот свет. Така што нема потреба да се оди во многу широки и долги објаснувања. Едноставно, контролата на процесите во виртуелниот свет е висок интерес на оние кои што се занимаваат со борба да се дојде на власт. Трето, ние сите знаеме дека нашите партии големи, особено бившата власт, разви голем капацитет во таа смисла. И ние сите онака, како да кажам, дискретно говориме за цели операции кои што ги водат и во оваа црна сфера, да ја именувам, во интернет операциите. Тоа не се тајни, има луѓе кои внатре говорили и говорат дека тоа се прави. А бидејќи ние све осветочивме дека претходната власт беше навистина расположена да влезе во многу по-конкретни злоупотреби на системот. Не имаме многу причини да бидеме коматни и сигурни дека тоа нема да се прави и понатаму. Веројатно од сите, но особено од оние кои што имаат развиени капацитети за тоа. Замислете доколку, да речеме, резултатите од гласањето доцнат 48 сати. Во едни избори кои што се предвидува дека ќе бидат со релативно блиски резултати. Замислите што ќе се случи тоа не само од домашни политички фактори, туку можеби од фактори кои што имаат одредени интереси кон државата, а не се секогаш позитивни интереси. Тие сајбер напади што му сте добро осмислени од тие центри на мојки,
понекогаш знаат да му се вратат во несакана за нив ситуација. Се добива на актуелност, се добива уште повеќе на тоа дека токму тие се тие што ги вршат нападите и ефектот му е спротивен од она што мислеле. Сайбернападите може да му наштетат на изборниот процес затоа што граѓанките и граѓаните не можат навремено и правилно да се информираат. Сайбернападите остануваат реална пречка, особено за оние што размислуваат критички. Тие остануваат пречка за сите граѓанки и граѓани кои што ги користат интернет медиумските платформи, особено оние кои што се продемократски и проевропски ориентирани.